Да, ние поддржуваме све што е согласно закон, согласно колективен договор. И тоа сме го докажале низ годините на назад. Еве, пред да продолжам само со муабетот, едно мало појаснување само ќе побарам од колегата. Кој е основот на онаа минимална плата од 500 евра, затоа што прво слушнавме 450, 500, 550, само да ни го кажете основот, за да имаме еве шанса ние да размислиме во која насока треба да се движиме како синдикат. Председателе, па иако не ви е улога да прашувате, туку да делувате во интерес на работниците, меѓутоа ви благодарам на прашањето. Основот е зголемените трошоци на живот, кои се огромни. Основата е зголемувањето на синдикалната минимална кошница, која е 100 евра за една година. Е зголемена, значи мене, вас, на работникот со минимална плата, 100 евра му е веќе поскапо и секој месец вредноста на кошничката која се зголемува му е дополнително поскапо. Основот е тоа што членовите на синдикатот САДУ, вашиот синдикат, кај што сте вие председател, линеарно, согласно законот за административни службеници, наместо да добие 1700, 1800, не знам ни веќе колку денари, бидејќи објавата е таква каква што е, не се разбира. Согласно законот за административни службеници, една од компонентите на платата со која им следува усогласување на платите е минималната плата и на таков начин би добиле дополнителни 6000 денари усогласување на нивните плати со минималната плата, а да не зборуваме за 12,6% изголемување согласно општиот колективен договор. Нашето барање за 500 евра минимална плата е барање на работниците и барање на граѓаните. Не го измисливме ние тоа и вие, доколку и вие, како и политичарите, погледнете по социјалните медиуми колку среќно живеат работниците во Македонија, мислам дека како председател на вториот поголемина синдикат во Македонија, ќе водевте грижа да ги смените законите, не да ги почитувате, да ги смените законите во интерес на работниците, да ги смените колективните договори во интерес на работниците, а не само да ги почитувате. Тоа што го имаме ние во законите во моментот, тоа што го имаме ние во моментот, ме прашавте, само да довршам уште една реченица. Тоа што го имаме ние во моментот без да мрднеме со прст, а сме го потпишале како колективни договори и сме го обезбедиле преку законски измени, е нешто за што синдикатите не треба да се борат. Ние се бориме за далеку повеќе од тоа што е законски утврдено и тоа треба да им биде на сите јасно. Не знам како синдикат рачунате дека треба само да почитувате закон и тогаш треба да се само распуштите како синдикат. Благодарам на реченицата.